ова што се случува денеска со енергетиката во Европа па и во светот, би рекол, е сериозен проблем кој што ќе го имаме како проблем следната година, имајќи ги предвид условите. Затоа зборувавме и во Љубљана со Урсула фон дер Лајен. Истото како проблеми во рамките на Европската Унија, но таму некако има стратегија. Кај на стратегијата е граѓаните да дадат 20 милиони евра и на тој начин да се донесе јагленот од Косово и тој јаглен тука да се гори во Битола. Ако така добро ги разбрав, има тука, предпоставувам, луѓе од Рек Битола кои што ќе ме коригираат, но мислам дека отприлика е така. Предпоставувам чиви камиони ќе го транспортираат тој јаглен, тоа се отприлика 400 до 500 на ден, кои што треба да проаѓаат низ овој пат на кој што дојдовме одека, кој што е ветуван дека ќе се направи на секои избори, така беше и на изборите 16-тата, 17-тата, но за жал не се направи. Значи 400 до 500 камиони треба да врват секој ден, бидејќи нема како другачие да се обслужи едноставно. Така што мислам дека тоа е план на кој што повторно ќе се заработи, план без план. План за утре ќе му мислиме што ќе правиме. Не се подготвени да направат ремонти на блоковите, тие информации со кои што располагам, не се подготвени да направат откривка и да ископаат доволни количини на јаглен. Армоникаши поставуваат таму за директори и ова е ситуацијата со која што ние денеска се соочуваме овдека во Битола, но не треба да се обесхрабруваат ниту работниците во Битола, туку во Рек Битола, ниту пак битолчани. Новата влада има јасен план како да се справи со ова и оние планови кои што ги имаше Заев за затварање на Рек Битола ќе бидат не само што искинати, туку нема да бидат со новата влада на ВМРО ДПМН имплементирани. Имаме план за вложување и во еколошките стандарди, имаме план за вложување во продолжување на работниот век на Рек Битола, така што луѓето тука треба да бидат спокојни. Ако власта го гледа Рек Битола како алатка за богатење и крадење, ние ја гледаме Рек Битола како една од основните алатки за функционирање и постоење не само на Битола, туку и на Македонија, на која што се темели нашата државност. Така што нема да дозволиме туку така да се збогуваме од Рек Битола, туку напротив ќе вложуваме во продолжување на незиниот работен век. Како беше состојбата? Состојбата знам дека 2017 година Елем, тогашно го оставивме некаде со милиарда и пол денари депозити во банките, отприлика 25 милиони беа евра, околу 350-360 милиони денари имаа на сметка. Знам дека се исплатија тогаш оврските кон добавувачите, се исплатија оврските кон вработените во форма на К-15. Сега за илустрација како ја завршија 2020 година, 16,8 милиони евра сегашно ЕСМ е во минус. Ако на тоа се додадат и загубите на МЕПСО, кои што се отприлика 6 милиони евра, доаѓаме до 22 милиони евра само во 2020-та. Јас оваа година очекувам таа бројка да биде дуплирана, имајќи предвид состојбите во енергетиката. Така што 17 октомври е моментот кога сите ние треба да одлучиме дали сакаме да ни суништи и одземе државата, оплячка и покраде, или сакаме да ја развиваме и да ја вратиме онаква каква што ја сакаме. Не само Битола, туку и зборувам Македонија. Одлуката е на народот, јас знам дека нашиот народ е мудар и нашиот народ ќе донесе правилна одлука на 17 октомври, ќе ги прати овие кои што го креира ова политичко мучуриште во една политичка пензија, потоа одговорност. Одговорност за ова што го направи.